Марија, добро утро од целата екипа. Поздрав до тебе и до колегата Наум. Убава информација ќе споделиме со оглед на тоа дека овде не можеме да кажеме дека сме целосно одговорни околу кабастиот, електронскиот отпад. Често пати знаеш и ти, а и ние во студио да ги имаме нели Пакомак, Нула отпад и може други организации кои што се залагаат за овој деценијски проблем би рекле, и можеме низ булеварите и улиците во Скопје да забележиме се уште душеци, електронски отпади, кревети и така натаму. Катадневно, како да не размислуваме, така ги ставаме и ги создаваме тие мали диви депони кои што создаваат непријатна миризба, а и непријатна фотографија за нашиот главен град, па и во помалите или поголемите низ Македонија. Така што тоа е и следното наше утринско уживање со тебе, како приказна 3-месечна акција за бесплатно собирање на каваст и електронски отпад во општина Кисела Вода. Повели Марија. Голем поздрав до вас, колеги, се разбира и голем поздрав до нашите гледачи утринава. Токму така, ово утро на лице место ќе говориме за 3-месечната акција која што се спроведува од страна на Реди рециклажа, односно 3-месечна акција за собирање на кабаст и електронски отпад. Ова акција се спроведува веќе од месец февруари и ќе трае до месец април. Повеќе детали за оваа акција во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка и соговорничка Дина Арнаут од Реди рециклаж. Да и посакаме добро утро. Добро утро и благодарам уште еднаш на поканата. Навистина ми е драго што покажувате интерес да ги покриете и овие теми кои што нели не засегаат сите нас. Што се однесува до акцијата, таа е организирана од општина Кисела Вода во соработка со Министерството за животна средина како дел од акцијскиот план за почист воздух. Реди рециклажа зема учество на заедничка иницијатива со општината Кисела Вода. И ова беше прва акција, да кажам, која што е заедничка со локална самоуправа, тоест единица на локална самоуправа или да кажеме со државна институција, која што е настрана од она што ние го спроведуваме секојдневно, и во таа насока би сакала и да се заблагодарам на општината Кисела Вода како и на градоначалникот Ѓоргиевски што ни дозволи ние да бидеме дел од ваква тромесечна акција, која со што општината Кисела Вода покажа навистина и општествена одговорност, вклучувајќи и социјално предпријатие во нешто кое што можеше да биде исклучиво, нели, да кажам, дело на локалната самоуправа. Како изгледа самиот процес на собирање на отпадот и каков поточно вид на отпад собирате? Ова акција опфаќа собирање, иницијално требаше да опфаќа собирање само на кабаст отпад. Значи тоа представува стар мебел, градежен шут, поголеми некои отпадни материјали кои што не можат да се одложат во контейнери нормално, меѓутоа со нашето вклучување во акцијата, таа почна да го опфаќа електронскиот отпад и старите апарати како што се фрижидери, телевизори и така натаму. Акцијата се одвива веќе 3 месеци, имавме две успешни акции од 15 до 20 секој месец, во февруари, март и сега преостанува уште една во април. Постојат безмалку 20 локации во урбаните заедници, но и во поруралните средини кои што се дел од општина Кисела Вода, каде што граѓаните можат да го одложат својот кабаст отпад, како и електронски отпад, и потоа комуналната единица на општината Кисела Вода и ние како Реди рециклажа, како социјално предпријатие поминуваме и го собираме тој отпад. Со тоа што нудиме и опција на повозрасните граѓани, повозрасните жители на општина Кисела Вода, како и на останатите, да се јават на нашиот телефонски број, за да можеме да им овозможиме превземање на електронскиот отпад и од адреса, доколку тие не се во можност да го одложат отпадот на посочените локации. Колку интерес има до сега од страна на граѓаните на Кисела Вода за оваа акција? Па има, искрено има, бидејќи кабастиот отпад е навистина голем проблем за многу од граѓаните, бидејќи негово одложување до контейнер, например, е казниво понекогаш, бидејќи постојат служби кои што го превземаат тој вид на отпад, но таа услуга се наплаќа, значи од комуналното предпријатие, така да ова акција е бесплатна, достапна за сите граѓани во општина Кисела Вода и интересот е голем. Граѓаните онака проверуваат што имаат по дома, што се можат да одложат во овие 3 месеци и сметам дека навистина добро што акцијата е долга, значи не треба само една недела, туку опфаќа цели 3 месеци за граѓаните да имаат доволно простор и време да го одложат својот кабаст електронски шут на одговорен начин. Колку сметате дека ваквите акции, ваквите активности помагаат за заштита на нашата животна средина? Секако дека помагаат, посебно
од аспект дека кабастиот отпад баш од таа причина што реков дека најтешко се одлага баш поради неговиот волумен и тежина. Најчесто е тоа отпадот кој што се пали нелегално на места кои што не се толку, да кажеме, очигледни, но и на места кои што се очигледни, нели, па слушаме често такви вести за жал. Значи, сметам дека е еден од најтешките отпади за одлагање баш поради тоа што сите го имаме, а многу од нас не знаеме што да правиме со него. И мислам дека оваа акција исто така е добра во насока на едукација на граѓаните, дека кабастиот отпад исто така е вид на отпад кој што треба да се одложи на некој начин, а не да се фрли во вардар или да се запали некаде. Затоа сметам дека од повеќе аспекти оваа акција е навистина вредна и дека се надам дека во иднина секако дека ќе постојат слични акции. Тукму и тоа сакав да прашам дали во иднина може да очекуваме вакви акции во другите општини во Скопје и пред самиот крај исто така ќе прашам кои се други активности ќе се спроведуваат и се спроведува изминатиот месец од страна на Ред и рециклаж. Па како што напомена во делот таа соработка помеѓу локалните самоуправи и Министерството за животна средина, овие акции се одвиваат во неколку општини со тоа што секоја си има свој начин на одвивање и сега во општина Кисела Вода на тој начин и мислам дека е доста успешна. Во иднина секако дека ќе постојат такви акции. Се надевам и единиците на локалната самоуправа само иницијативно ќе прават такви акции без да бидат поддржани од Министерството или било која друга институција. Јас би ги повикала и другите заедници на локалната самоуправа, општини, институции, јавни, да не повикаат и нас, да не вклучат во своите активности доколку имаат електронски отпад, пластика, хартија, бидејќи со тоа покажуваат општествена одговорност, бидејќи општествената одговорност и еколошката одговорност треба да одат рака под рака. Благодарам многу за одвоеното време. И благодарам. Тоа беше Дина Арнаут од Ред и рециклажа. Говоревме на една навистина тема, за една тема навистина која што не засега сите нас, односно која што на некој начин ја потикнува самото зголемување на свеста кај нашите сограѓани за зачувување на животната средина. Имено пред самиот крај уште еднаш ќе го напоменеме најважното дека оваа 3-месечна акција за собирање на кабаст и електронски отпад за жителите на Кисела Вода трае до 15 до 20 април.